истиот тренер Киро Димитриевски, тој ден денес уште не поддржува и не бодри, не води, не тренира во ракометот. Дали се сеќаваш едноставно од која година веќе клубот го доби името според спонзорот, САП Акумулатори? Едноставно како протече од тоа време работата па понатаму? Па да кажам, тоа мислам дека беше 2007-2008 година, откако ние се преминувавме во САП Акумулатори. Тогаш благодарение на нив и на добрите финансиски средства ние добивме опрема, добивме нови топки, добивме торбици, патики, имавме подобри услови за тренирање во салата во Никола Карев, сега тренираме во новата сала Софија Петровска. Потоа почнавме да надпреваруваме, самиот тренер ни се смени, мислам Киро кој не тренираше. Резултатите тргнаа кон подобро, постигнувавме подобри резултати, тогаш немавме многу публика, но ден денес сите почнаа да доаѓаат, да не бодрат. Како изгледаат дресовите во тоа време? Како прво, дресовите кои се надпреварувавме уште од многу порано беа обични мајци, да не кажам, кои што ни беа обезбедени од различни фирми во градот, но потоа стана во озбилни дресови кои ден денес ги носиме. Тогаш имавме обични мајци кои ги снабдувавме од секаде. Имавме дресови почесто беа од Проком, од САП Акумулатори, имавме Каменица, едни дресови од тоа бугарското пиво Каменица, и имавме нови топки, новиот спонзор ни овозможи исто така и подобри услови во салата. Добри резултати постигнувавме, трениравме упорно, бевме упорни, имавме и нови ракометарки кои што дотогаш не беа тренирале со нас, почнавме да постигнуваме нови резултати, подобри резултати. Еве да споменеме дел од имињата кои што се вклучиле во тоа време во ракометот. Во тоа време во ракометот, кои ден денес тренират во подобрата Суперлига, да ги кажам, еве на пример Јасмина Андонова, која продолжи да тренира во Вардар во Скопје, потоа Ангела Саздова, која продолжи да тренира во Житоприлеп, Симона Заревска, таа продолжи да тренира во Евролинк порано, сега мислам дека е некаде во некоја странска фирма, екипа, не е тука во македонска. Моника Тасевска која тренираше во Кожувчанка, тогаш со подобрите резултати почнаа тие да добиваат подобри понуди, идеја на тренинзи во скопските подобри екипи, тренира, вежба, ги зима, но покри сето тоа и ден денес се тука со нас, тренираат со нас, се дружиме, доаѓаат на тренинзи, ни помагаат, бидејќи нормално поискусни се од нас. И како котиравте во тоа време, значи од 2005-та па понатаму на табелата? На табелата тогаш, благодарение на нашата упорност, на нашата физичка спремност, тогаш стварно многу трениравме, имавме скоро секој ден тренинзи, благодарение на нашата поддршка од тренерот Киро, кој што нон-стоп беше со нас, од нашите спонзори, тогаш достигнавме дури до второто место во првата македонска лига, имавме подобри резултати за да влеземе во Суперлигата, но сите знаеме кои услови треба да ги исполни една екипа за да влезе во Суперлига. Треба премногу голема финансиска поддршка, треба да доведеме играчи од страна да играат за нас, треба да се обезбедат одредени услови во салата, но бидејќи ние немавме многу можности и за жал продолживме да тренираме во исто првата македонска лига. Еве, ајде да споменеме некој интересен надпревар, што бил одигран дали на домашен или можеби на гостински терен. Како изгледала атмосферата, навивачката публика во тоа време? Па во тоа време, во почетокот ние немавме многу публика, бидејќи никој не веруваше дека ќе достигнеме подобри резултати. Али како одеа годините, се постигнува резултати? Да, повеќе, да, почнавме да достигнуваме резултати. Тогаш со нас беа нашите родители, кои едва и седеа и на трибините и не гледаа од страв како играме и се тепаме и се на утакмиците, но
на времето? Да, подоцна, откако почнавме да постигнуваме резултати, почнуваше и публиката да се зголемува, доаѓа пуно од градот, многу народ не гледаше, бодреа не сите, по страна кај што бевме, бидејќи сите слушнаа за нас, имаше многу публика, дури на еден надпревар, мислам дека беше во Струга, таму да, во Струга, немава, а и дури со оние, како да ги кажам, како од фискални сметки тие таму немава, дури сите беа изнервирани од тоа што почнавме да достигнуваме резултати и дури достигнавме до тоа ниво на табелата. Во Скопје исто така да споменам, имавме интересен надпревар кај Индира Кастратовиќ, која што таа мислам порано држеше школа Кастратовиќ школата. Тогаш таму ја победивме, мислам дека беше 31-21, така нешто, мислам дека беше разликата 10. Но во тоа време имавме и еден голман од Скопје кој играеше за нас и една ракометарка кој исто така игра во репрезентацијата, младинската репрезентација. Тогаш ја победивме во Скопје со 10 разлика, дури се случи нешто како на полувремето таа малку и како да и запрети на Јасмина, и она тогаш тренираше за Вардар, и на таа Моника од Гостивар, како да не ни даваат гол, да не и даваме голови, да не играме толку добро, за да не се случи таа да изгуби, да испадне од лигата. Но после тоа разбрав дека после нашата утакмица и откако заврши таа сезона, мислам дека и низината школа како да се распадна, таа продолжи по-професионално да се занимава со ракометот. Во текот на истражувањето за оваа емисија, женскиот ракометен клуб кој што бил формиран во 59-та, подоцна со некои мали прекини, доживеал најголеми резултати токму во овој период, од 2007-2008 година. Дали се согласуваш со мојата констатација? Да, мислам дека да, порано мислам дека ракометот бил многу подруг, условите не биле толку добри за тренирање, тоа било на асфалт. Денес секаде во секој град имаме сали, имаме тренери, школите исто така се занимаваат со ракомет, што тоа е дел од наставата, спортот. И мислам дека во секој град е овозможено, барем колку толку малку да се занимаваат децата, да тренираат, да спортуваат, ако не со ракометот и со другите спортови. Дали се сеќаваш на некој надпревар кој што имал голема разлика во самиот резултат? Да, во почетокот кога бевме формирани како проунија, ние губевме многу, значи стварно многу, дури по 20, по 30 разлика, но подоцна откако ние почнавме да достигнуваме резултати, па ние на сите екипи им враќавме со истите разлики. Тоа знам дека беше во Кратово, изгубевме првата утакмица, мислам првата сезона кога се вклучивме во проунија уште 2001 година, мислам дека изгубивме 32 разлика. Тоа беше многу голема разлика, но потоа пак ние и вративме со 46-25. Тоа беше дури после 2008-2009 година. Значи, порано тие што не победувале, после ние сме ги достигнували истите резултати, сме ги победувале со 10-20 разлика. Имаше, мислам дека беше со Богданци исто така 44-16 сме ги победиле, потоа Гевгелија 41-31, значи имавме стварно достигнато многу добри резултати. Според она што го дознав, сте го достигнале дури второто место во Суперлигата. Да, тоа го дури имаше и во Весник, го имаше објавено во Македонскиот спортски весник, имаше објавено дека откако достигнавме до второ место, имаше наслов како САП акумулатори цврсто чекори кон Суперлигата. Мислам дека така беше насловот, не сум баш сигурна. Да, имаш. Само да се надоврзам, откако САП се искачи кон средината на табелата, откако постигнавме да ги достигнуваме резултатите, тогаш се пројави интерес на младите, да кажам, девојчиња и деца младината во Пробиштип, кои што сака исто така да тренираат. Од преголемиот број ние бевме приморани, значи да ги поделиме во мала група и во голема група. Ние поголемите трениравме во поголема група со Киро, тренерот Чичко Киро, а додека пак малите моравме да ги издвоиме во посебен термин, кој стварно ги имаше премногу, и јас и Александра Гоговска, кој исто така играше со мене ракомет, бевме приморани да ги тренираме, да ги водиме во салата, да им кажуваме, значи од наша страна ние и помагавме, но воедно тука беше вклучен и Чичко Киро, кој ни покажуваше, кој не исто така не водеше на тренинзи, ни објаснуваше се што и како треба да правиме со нив, бидејќи ние иако бевме ракометарки, но сепак бевме
премногу мали и не бевме искусни за да ги водиме тие деца. Имаме достигнато второ место во македонската ракометна лига на кадетки во Велес. Ние влеговме во финалето заедно со Велес, тие го достигнаа првото, ние го постигнавме второто место, ни дадоа пехар, ни дадоа медали на сите ракометарки, ни дадоа топки. Значи, исто така да напоменам школската екипа, која водеше професорот Југослав заедно со мене и со Чичко Киро, кои исто така бевме вклучени во тој ракомет. Тие достигнаа трето место во Република Македонија на републичкиот надпревар. Тука играа зонско, беа прво место измеѓу екипите од Кратово, Штип, Кочани имаше, Крива Паланка, тие достигнаа прво место, отидовме во Каменица, таму играа републичко и таму го достигнаа третото место. Пробиштип го потврдува епитетот за спортски град, со тоа што бројни спортски пробиштипски имиња се истакнуваат и во останатите спортски клубови во земјава. Ангела Саздова и Јасмина Андонова од Пробиштип се едни од ракометарките кои играат и во други екипи. И ракомет тренирам од 2003 година, бев многу помала и во Пробиштип играв веќе многу подолго време. Во 2012 година се го представував во клубот во Свети Николе во Овче поле. Потоа 2013 година заминав во Жито Прилеп. Значи со Жито Прилеп имаме играно многу меѓународни надпревари. Така имаме играно куп на куповите во Франција. Потоа ова година игравме ЕХФ куп во Германија. Од кога се случи да влезеш во овој женски ракометен клуб во Прилеп? Па 2013 година, веќе втора година сум таму и така сега имам уште една полусезона таму да играм и планирам да заминам странство. Во исто време играш и за нашиот ракометен клуб овде во Пробиштип. Да. Спомна дека си играла и во странство некаде. Каде, како, што? Игравме меѓународни надпревари со Германија и со Франција и како што знаете дека македонскиот и европскиот ракомет се многу голема разлика. Изгубивме и на двете надпревари со голема разлика. Овде имаш и некои записници. Па да, претпоставувам од некои надпревари, да ги искоментираме. Па значи исписниците тука голови по 19, по 17, значи тоа се на утакмици што никогаш нема да ги заборавам, што значи играв добро со помош на моите. Со кого сте играле? Каков резултат сте постигнале? Ова е надпревар со Струмица, имам постигнато 19 голови. Па самите голови покажуваат, мислам, со помош и на моите соиграчи, значи тимската игра, и ги имам постигнато тие голови. Па кога почнав да се занимавам со ракомет, бев многу мала, имав околу 11-12 години. Во првиот клуб што играв беше Про Унија. Таму исто во тој клуб го одиграв и првиот мој надпревар. Потоа клубот го смени своето име, помина во САП Акумулатори. Го поздравам тренерот Киро Димитровски. Првиот мој надпревар беше против Кратово, како што кажав со клубот Про Унија. Имав трема, бев возбудена, го постигнав на самиот прв надпревар и првиот гол. Ти кога се сака некоја работа, се наоѓа време за да ја работиш таа работа. Дали се секаш досега колку имаш постигнато резултати, колку голови, колку одиграни надпревари? Па имам многу одиграно надпревари, секако во секој спорт има и порази и победи. Имам многу постигнато гол. Што и како се случува со ракометниот клуб од 2010 година до ден денес, какви активности бележи женскиот ракометен клуб, зборуваат Сашка Митева и Ружица Стојановска. Женскиот ракометен клуб продолжи со, може да кажеме, со истото темпо. Секогаш потоа продолживме со подобри победи, издвојувавме, но сега со тек на време се намали, бидејќи некои од подобрите играчи заминаа во другите клубови, но сепак ние се бориме колку што можеме повеќе да издвоиме победа. Рече дека дел од вашите играчи во тоа време веќе заминале и според обврските кои што ги имаат прифатно, нормално, но меѓутоа дали пристигна и нови играчи? Па да, имаше, беа дојдени други играчи од другите клубови, како например од Вардар, од Металург, но сепак тоа краеше премногу малку
и потоа продолживме со нашите играчи кои се тука од нашата општина. Еве како ден денеска го носи името ракометниот клуб? Па ние продолживме под името САП Акумулатори, но иако сега сме под општина Пробиштип. Еве како ги одржувате тренировниците ден денес? Па ден денес ги одржуваме со тренерот Киро, кој секогаш е со нас, секогаш не бодри. Тренираме 4 пати неделно, по час и пол. Па интересна случка се случи во Струга, кој имаше во огромен број публика, кои немаваа со фискални сметки, имаше тапани. Исто така тој надпревар го одигравме многу долго, кој траеше отприлика 2,5 часа. Тие на секој бидејќи бевме до исти голови, тие се трудеа да го прекинат надпреварот бидејќи ќе го изгубеа. Исто така и судиите доста им помогна, кои на крајот изгубивме со 2-3 разлика. Така, кога ќе текнеше, се преместува, одеа низ теренот. Дали има, еве кога сме каде судиите, дали има некој местен ќе го надпреварите ден денес или тоа сега за сега нема? Па да, се случувало многу пати, кога, например, имаше доста судии кои судеа против нас, се случувало во последните минути да пресудат некој пенал или на нашите играчи да дадат 2 минути. Во повеќе наврати се случувало и да дадат и црвен картон, но тоа во некои случаи и помагаше на нив, но во некои ние успеавме да се избориме за победа. Еве да го спомнеме денешниот состав, односно да ги споменеме и играчите од денешниот женски ракометен клуб. Па сега сме во, може да кажем, во поголема во години разлика. Сме од 26 години до 13 години. Се собираме на тренинзи, дури некогаш достигнуваме и до 20 души, некогаш не. Да споменеме некое име. Еве, дали ќе се нормално. Еве, презимењата нема, но меѓутоа да споменеме дел од играчите кои што играат сега, значи со име и презиме. На Коцевска Ивана, Викторија Здравкова, Изабела Ѓоргиевска, Ружица Стојановска, Симона Нанева, Тамара. Во моментот тренираме во новата сала која што е сега ново изградена, во салата Софија Петровска. На тренинзите најчесто има доволно играчи кои што се редовни, кои што си го обогувуваат својата задача доста солидно и тоа што се бара од самите нас, самите играчи, а тоа го бара и тренерот. Еве како е денес интересот да се биде дел од овој ракометен клуб и како сте прифатени? Еве кога имате некој надпревар и колку публика има на трибините? Па пред некое време имавме повише публика, но тоа драстично се намали во изминативе неколку години. Тоа е затоа што некои од нашите играчи кои што се доста добри и кои што успеа, а тоа е еден голем успех и за нашиот тренер, бидејќи тоа е тој кој што ги извел. Еве да споменеме некој надпревар кој што бил одигран сега наскоро, односно еве да ги споменеме последните 2-3 утакмици кои што ги имате одиграно, каде, како постигнавте со резултат? Па да, тоа беше утакмицата во Прилеп, кој што јас лично ќе ја пометам. Тоа беше прва утакмица на која што јас бев голман цела утакмица, цел надпревар. И тоа поминуваше доста споро за мене, иако тој надпревар траеше само 60 на минути, тој траеше за мене како дури цела една година. Но тоа се првите надпревари за мене, од кои што се надевам наредните ќе бидат се подобри и подобри, како што тоа е нормално и за секој играч. Кој е следен надпревар кој што ќе биде одигран во рамките на ракометниот клуб? Па сега се уште не сме почнале со првенството, што значи тоа дека се очекува да се објават
односно да се влечат ждрепките со кои екипи ќе се паднеме и тогаш ќе знаеме кои се нашите противници. Еве, дали во моментот доколку има некои заинтересирани кои што сака да бидат дел од овој ракометен клуб ден денес, може да се вклучат и едноставно на кој начин може да го сторат тоа и што би ти едноставно препорачала? Па да, секако, секоја дете, секој кој што сака да се занимава со спортот, бидејќи спортот е стварно нешто, една работа која што треба секој да практикува. Тоа придонесува за самиот себе, а воедно и за здравјето, за забава, рекреација и слично. И да, тоа може секој кој што сака да се занимава, пак ќе речем, со спортот, може да дојде кај нас во нашиот клуб и да почне со тренинзите. А исто така не мора да значи дека тоа мора да биде ракометот, може да биде и фудбалот, одбојката, кошарката и слично. Ги емитувавме трите изданија во кои зборувавме за ракометот во Пробиштип. Од неговите почетоци, кои според нашите соговорници датираат од 1959 година, во тој период постоела машка и женска ракометна екипа. Во текот на својот развој, ракометот во Пробиштип бележи неконтинуирани активности со известни прекини. Денес во Пробиштип постои женска ракометна екипа САП Акумулатори. Со згаснување на машкиот ракометен клуб во 90-тите години, па до ден денес не постои ракометен клуб од посилниот пол. Овде го означуваме крајот на емисиите во кои беше опфатен ракометот во Пробиштип, но телевизискиот проект, насловен како Спортот. Некогаш и денес продолжува и понатаму, во кои ќе бидат опфатени останатите спортови од градот. Ви благодариме што бевте заедно со нас во изминатите минути.